Добар ден на сите. Добре дојдовте. Многу ми е драго што ве гледам во огромен број. Јас сум Клементина Добровска од Детска амбасада Меѓаши. Би сакала да ви посакам уште нешко добре дојдовте и што сте денеска тука да го одбележиме 11 февруари меѓународниот ден за побезбеден интернет. Со мене е колегата Дамјан, така да тој ќе продолжи, па потоа ќе го најави и претседателот на Меѓаши, Драги Змијане. Да, моја страна нема да должам, само да ве поздравам сите, да ви заблагодарам што сте тука присутни. Малце подоцна ќе продолжите со мене за еден баш интересен дел, а до тогаш препуштам на нашиот претседател и основач Драги Змијанец. Благодарам на сите, навистина сте во голем број дојдени, има многу голем интерес и тоа ме радува. Тие што се по стоечка позиција се извинуваме тука по капацитетот, а голем интерес. Денеска, како што кажаа моите колеги, е меѓународен ден на безбеден интернет и морам да кажам дека и денеска пративме едно соопштение во нашите социјални медиуми дека и Македонија и првата детска амбасада во Светот Меѓаши стана дел од западноевропската мрежа за безбеден интернет, каде што членуваат Македонија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора. Тоа е уште еден чекор напред кон потребата да се возложи безбеден интернет, користење на безбеден интернет на учениците, децата, младите до 18 години, над 18 години. Она што го знам во разговор со вас е дека вие навистина повеќе од 7-8, па дури 9 часови го користите интернетот. Секако тој дигитален свет дава многу можности за учење, за информирање и така натаму, но и самите сте свесни дека сте се соочували со одредени опасности во кои сакајќи и не сакајќи сте се втурнале и затоа тука постојат и можности за, би рекол, превенција, како што е нашата СОС линија, односно Ало Бушакот телефон за деца и млади, кој е составен дел од македонскиот SafeNet безбеден центар и во процедура сме и за формирање на хотлайн. Инаку голема благодарност до институциите кои дојдат тука, вака ќе ве гледам визуелно и ќе ве набројам. Народниот правобранител, представник од Министерството за дигитална трансформација, партнер во спроведување на проектот за безбеден центар за безбеден интернет, превенција МВР, Министерство за образование, нашиот член на собрание на Прва детска амбасада, Министерство за внатрешни работи, Оделение за компјутерски криминал, представници од Бирото за развој на образованието, стручните служби, наставници, ученици, колегите мои, позади и напред, сите имат некаква функција, иде лайв стрим, да знаете, тие што сакат да не следат, а бидејќи дојдат 3 телевизии, колку што забележав и дадовте изјави, најверојатно уште денеска ќе ги поставиме на нашите социјални мрежи. Не само на Snapchat, кој што сте најмногу Instagram и TikTok, туку и на Facebook, на Vimeo, на Dailymotion, на Rumble, на Flickr и да не ви ги набројувам. Нема социјална мрежа каде што детската амбасада нема профил или пејдж. И LinkedIn нормално. Така да следете и бидете дел од ова глобално движење за побезбеден интернет. Ти благодарам, драги. Ќе ги искористиме денеска нашите социјални мрежи и понатаму како до сега за да креираме побезбеден интернет. Така да сега го препуштам микрофонот на мојот колега Дамјан. Така да Дамјан повеќе. Симон својма ти благодарам. И јас ќе станам да, извинете само секунда. Тоа е пред се и од почити тие позади, што секако стојат. И тоа што сакам да споделам, да, искрено не очекувавме дека ќе има ваква заинтересираност, но од друга страна, оно што може да забележиме е дека тоа ствари прикажува потребата колку е потребно за нас да изградиме дигитален простор за сите, кој ќе биде безбеден и кој ќе биде сигурен. Баш поради тоа ќе тргнавме на таа основа, каде што, ако можете да забележите што кога дојдовте, кога влеговте тука, имаш одредени QR кодови поставени на секаде, за да, ако може само да, за да може да вие да споделите од ваша страна како вие гледате еден дигитален простор да биде безбеден и да биде сигурен. И буквално баш овој ден
представува тоа. Овој меѓународен ден кој за прв пат некако се имплементира и се спроведува од наша страна на национално ниво, односно во нашава држава. Да не само да се крене самото влијание, колку е голема потребата, толку и како сакаме ние да го строиме овој дигитален простор. Така да сите овие зборови се ваши, а како понатаму да ги излечеме сето тоа што е потребно, например ќе го повикам Владо Караев, кој он ќе го превземе овој дел и ќе ни помогне. Може дали се слушаме без микрофон? Океј, супер. Јас сум Владо Караев, доаѓам од Рудникот, организација која што постои од 99-та, а скоро толку години сме соработници со првата амбасада Мегеши. Драго ми е што сум тука, благодарам за довербата, Мегеши и цел тим. Многу ми е интересна оваа тема и многу ми е драго што не има сите кои што сме засегнати. Од вас најмладите и до нас професионалците кои што на свој начин пристапуваме кон сигурен и безбеден интернет. Ме интересира неколку појави се многу интересни. Викате доверба, комуникација со познати, сигурност. Колку од вас комуницирате само со познати на интернет простора? Нека дигнат рака. Само со познати. Па би рекол една добра третина. Другите никогаш не комуницирате со непознати. Кој никогаш не комуницира со непознати, нека дигне рака. Аха. Океј. Помал број. Во реалноста, многу често ние се запознаваме преку интернет. А пишува доверба. Некои луѓе истекнуваат огромна доверба во комуникацијата со непознати, чекор по чекор. Особено некои и од млади и од повозрасни се махери во градење на доверба, особено преку интернет. Така да за кратко време, вие не само што може да влезете во комуникација со непознати, туку да стекнете огромна доверба. Супер е тоа ако е на здрави нозе, ако е здрава довербата, но многу често е на лажна доверба. Зашто е на луѓе кои што демнати бараат некои со кои што ќе стекнат доверба заради нивни личен интерес. Каков и да е. Колку од вас се чувствувате безбедни во сајбер просторот, да дигнете рака? Мало истражување. Има само 1, 2, 3, 4, 5 раца. Нешто би додала само. Да, слободно. Некој од вас не разбира добро македонски јазик. Нема е вие на сите најчини јазик македонски и знам дека некој од вас не го разбира доволно. Ако не разберете, слободно јавете се за да ви се преведат прашања. И воопшто во текот на дискусијата доколку нешто не разбирате. Благодарам. Тогаш младо јас се јавам во име на моите ученици и имам полно што не знам. Океј, најслободно кренете рака, ќе преведиме, имаме повеќе кои што може да ми помогнат околу преводот, а многу ми е важно да го слушаме вашето мислење. Денеска нема да гледаме представа, нема театар, нема кинопроекција, но може да направиме една дискусија и да видиме колку знаеме за интернетот, колку е тој безбеден, колку сме ние безбедни. Видовме само неколку раци кои што кажаа дека се чувствуваат безбедни во сајбер простор. Што е тоа што не прави не безбедни? А видовме дека на неколку наврати овде е забележано повеќе сигурност, што вика, безбедност. Што не прави небезбедни? И е уште едно прашање. Колку од вас почувствувале небезбедност во сајбер просторот? На било каков начин биле загрозени, нека дигнат рака. Само da ju kan ge pasiguriri att prodorimite internetet, na kapsida na internetu. Од ова мало истражување, од ова прашање, јас можам да заклучам дека и тоа како сме безбедни во сајбер просторот, бидејќи само 10 на раца ми да одигнат. Другите сите, никогаш не почувствувале никаква загрозеност од било каков вид на лична основа. Јас како возрастен човек што работам долго години на овие теми, меѓу другото и со младите, и со возрастните, и со професионалците, јас сум бил многу пати загрозен во сајбер простор, на различни начини.
Така да предпоставувам дека и кај вас се случува истото. Особено што сум активен, него сите тие социјални мрежи ги наброја драги, не можам да ги набројам, ама во тие малку како што сум присутен и тоа како гледам во секојдневието небезбедност од различни основи. Океј, имам едно кратко видео што сакам да го споделам со вас. Тоа се една приказна на средношколци, вистинска приказна, која што ја споделија како еден од примерите кога се чувствуваат небезбедни. Вие ќе откриете за што станува збор, тоа е околу 3 минути, и после баш ќе сакам да ја прашам што мислите за таа тема. А може би тогаш ќе ве поттикне на нешто во однос на безбедност или небезбедност во сајбер просторот, бидејќи малку беше симптоматично со само 10 раци видов дека се чувствуваат небезбедно во нашиот сајбер простор. Може да го пуштиме? Океј. Само треба да се Што е вистинска приказна се случува во Скопје. Влегуваат во училиште на прв час. Малку учесници има во оваа представа, бидејќи се работеше за време на коронавирусот, кога не можевме да собереме повеќе. Претпоставете си дека станува збор за еден клас во средно образование. И како почнува часот, внимателно слушате комуникацијата уште од првите зборови. Брате си, вика не се няма това. Здраво, дечки. Здраво. Здраво. Да видиш. Носам нови новости, нов скандал. Не само ти. Да војчино она безгрешното, што не збориш што си кјути и мислиш, абе мислиш најчесен човек. Оно за него? Да, сигурно да преноси цело време, да. Истите нешто. Значи, слушај, добро, ти може знаеш. Да, Значи, искочила, отишла на роден ден, по супничка, ти не знаеш колку градичко. Кога Дали, значи, дали ще даде на материјал, дали не знам, дали она си ја купила подолга пензила, кај ја нашла таква ствар, а уште од кај е таа способност да иде со едно, па, може и 5 машки, не знам. Абе, ој вика дека 3, ама ја мислам дека се Не повеќе. знам за 3. Луѓе, јас мислам дека Лажат, може и шефе. Луѓе, јас мислам дека ја нападнале се. Ај ти. Не, Нападна. тоа сама си го направила. Да. Hello? Абе, куќи не се вртат кој ќе ги думнеш, ти не се вртиш. Слушай ми, Ромарци, како си пробала да прашам? Значи, добро. Друго прашање. Значи, ја требаше да искачам вечер, ама спремих еден аутфит така убав, ама да ти кажам правот кој ќе бил таа сукничката од вчера, таквата кратката, ја готово. Таква реши, таква ќе купам, таква сакам. Само треба да ми кажеш од кај ти и од кај ти треба способност да иде со толку многу машки, затоа што може на секој тука да му се најде. Луѓе, дај да молам професорката и да... Ај, да старичка не ти. Многу ме интересира колку луѓе од вас го разбраа видеото, нека дигнат рака кои што го разбраа. Сакам да ја куптувам видео, гледам ветор. Сега, во оваа комуникација ме интересира што разбравте, што се случило во оваа приказна. Што разбравте? Повеќе. Како била излезена на роденден по кратка сукничка и децата ја оспоруваат без нејзино присуство, без основа на тоа што го виделе на Инстаграм и креираат една приказна. Одлично. И мислам дека целосно не знаат дали е тоа вистина. Супер. Значи, тоа е тоа. Уште на самиот почеток, едно од соучениците вика, видите тоа што заклучи на Инстаграм. И као нешто ново, нешто интересно за споделување, има нова забава денеска во училницата. А
А од друга страна доаѓа друго девојче кој се окажува истото, носам новости дека и нов скандал. Понекогаш ужива некој од нас да ги соопштува тие нови вести, скандали и да прави приказна за која после тоа ќе се зборува и они видовте како многу убаво се забавуваат. Имаме неколку улоги од века во ова видео. Дали ќе ги препознаете? Имаме 3 од соучениците кои што беа во иста улога. Они споделуваа, соуживање, разговараа, оговараа. Кои се другите улоги? Повели? Дечкото позади лево е пасивен слушател. Тој не реагира, само слуша и учествува. Пасивни сведоци како паднати од Марс и вика, ја не сум од ова. Ја ништо не. Имавме уште една улога, дали ја забележавте? Девојчето што седи напред го бранеше девојчето чии слики беа објавени на интернет. Она имала информација дека девојчето соученичката била нападната. Сега, гледате какви различни информации имаме во една приказна. Најголемиот проблем за било кој вид на насилство или злоупотреба на планетата Земја лежи каде? Дезинформации? Окей. Социјални мрежи, а во овие улоги кој? Кој го држи проблемот активен и статус кво? Не се решава. Презентерите, тие што објаснуваат приказната, шират приказната. Од една страна презентерите се доминантни и ја држат, ја шират оваа приказна која што нема крај. Повели? Од друга страна тие што не реагираат. Тие што не реагираат. Денеска сакам да обрнем внимание на тие што не реагираат. Многу ќе ме интересира да видам како вие реагирате во слични ситуации кога ви е јасно како бел ден што се случува. Ви интересира која е вистинската случка. Замислете овде вика, како што веќе идолови, на Инстаграм веднаш се проширила фотографија за тоа како било облечено девојчето, нивната соученичка, која што била нели тивка, мирна, она била добар ученик и конечно нашта начин како да ја деградира. Она била на роден ден, било петок, навечер. Дел од нивите соученици се напиле прилично многу алкохол. Кога си одел на кај дома, девојчето се вика, ај јас подобро со другарите да си одам на кај дома, по-безбедно ќе се чувствувам, би било подоста. Наједнаш била нападната физички и сексуално, допирана без нејзино одобрение, по нејзиното тело, удва и се спасила, избегала дома. Тој било првиот шок со кој што се соочила. Значи не била со 3, па некој вика 5, а може и повеќе машки вечерта. Девојчето имаат шок како доаѓа дома и таму каде што се чувствува најбезбедно со мама, тато во својата соба, следува вториот шок. Отвара социјалните мрежи, Инстаграм, се гледа себе си со многу коментари и лајкови. Тоа е вториот шок. Третиот шок е како да одлучи дали да оди во училиште во понеделник. Во таа дилема која трае 48 сати, она сепак одлучила да е во училиште. Видовте како влезе во класот, со несигурност, со страх, не знае како ќе прифатат, на што ќе наиде. И наеднаш наидува на што? На манипулација, го слушнува озборувањето и на крај доаѓа до дополнително виктимизирање од страна на нејзината соученичка. И тогаш доаѓа таа трета ситуација во која она се чувствува повторно посилувано и бега од училницата. Што мислите, каде оди? Дома. Во таа ситуација многу често младите се чувствуваат засрамено, уплашено, па не одат и дома. Затоа што не сакаат другите да знаат за нивниот проблем. Како и да е. Овде видовме како сајбер безбедноста влие на целокупната безбедност и дома, бидејќи сајберот, за разлика од она друг вид на насилство, злоупотреба, кога се чувствуваме безбедно барем дома, во сајбер просторот не се чувствуваме безбедно ни дома, ни во својата соба.
Не се чувствуваме ниту еден момент, бидејќи 24/7 тој простор е активен. Колку зборувањето во вашата средина е присутно? Нека дигне рака секој кој што мисли дека многу често се оговара со зборува. Супер. Баја ги раце, скоро сите. А од каде сте го научиле вие младите тоа зборување? Кој ќе нема своји старите? Това ни прашате. Од возрастните? Јас верувам дека ако има предмет во училиште о зборување, сите петки би имат. И тоа без учење, воопшто. Како го учиме тоа? Одиш на роден ден, на слава, на свадба со родителите, уште од мали нозе, и слушаш како родителите разговараат за сваќата, за свекрвата, за снаата, за зетот. Тоест, сосема нормално да се пополни времето, дели, да биде позабавно. Исто како што тоа го прават овие деца во училница. Тоа е нашата школа уште од најрани години. Многу ретко гледаме и кај младите, кај возрастните, некои кои што реагира, како ова девојчка. Кога го зборуваат некого позади неговиот грб, ретко кажува, "Иве, молам, не е тука, кога ќе дојде, отворете темата." А притоа мора да знаеме дека оној кој што говори пред нас, следните сме најчесто најверојатно ние. Само кога ние ќе излеземе од таа просторија. Тоа зборување дефинитивно е присутно и во сајбер просторот. Што се случува? Сте виделе сигурно навредувања, закани, ширење на лазни вести, ширење на вакви невистини за некого, ваш пријател, па дури да не го познава. Го има тоа на интернет? Ака на интернет расте си ključe pamna video, osebno, če bo naša tema, če hapim lage za cila knufjanta vrteta, ker ni vas pričkavate bil na internet? Го има. Сега многу ме интересира. Кој од вас реагира некако кога ќе прочита некој статус, некој коментар кој што повредува некого? Кој од вас реагира негативно рака? Kush nga ju reagon për shef ndonjë koment që e lëndonet se non dhe kanë tjetër? Океј, видовме 7-8 рази. Токму тоа е главниот проблем, кој што претходно беше од тука спомнат. Нашата пасивност. А ние цело време гледаме, наблюдуваме. И што викаме? Се скроваме, викаме, леле што ви пишува утрата. А види го што пишува? Леле. На крај, леле, ваки судија гара. До тој степен. И ние пак не реагираме. Грео. И одна бараш некој друг пост. Тоа се едните кои што така реагираат. А како реагираат други? Кои што уште пострашни. Се приклучува. Хушка. И стварно. И како е? И како ходиго? А тоа деве, да, деве. И лайк. Или ќе се надобрази на тој коментар. И сега, прашањето е, како ли се чувствува жртвата која што ги чита сите коментари, лајкови и смајли? Кои последици може да ги има еден млад човек, па дури и возрастен, кога ќе се најде себе си во тој небезбеден сајбер простор, кога он е мета на коментари и тоа негативни? Кои се последиците? Ајде да видиме. Причинat janë pasojat e atyre personave të rinj ose kohëve të rritur, të cilët e gjejnë veten të sulmuar ose që të hapen të pavërteta në internet për ato. Разочарано, несигурно, повредено, се повлекува, се затвора во себе, засрамено. Многу често чувствуваат вина затоа што кога ќе видат толку многу коментари против себе, а нема други кои што се во негова одбрана или неизина, тогаш што се мисли? Така ми треба.
Веројатно јас сум нешто тоа сум го заслужил. Штом сите така мислат, штом сите така пишуваат, веројатно јас сум нешто тоа сум го заслужил. И тоа е еден од најголемите проблеми. Чувствуваат вина, одговорност. Значи, дури не ги обвинуваат другите. Тука паѓа само почитам, не сум доволно вреден. Паѓа само до вербата. Арно има многу други последици кои што се поврзани со здравствени проблеми. Многу често овие последици се долготрајни, па и доживотни. Кои се најголемите последици, особено од ваков вид на злоупотреба и насилство во сајбер просторот? Депресија, самоповредување, Постигнување во живот кај некој. Дури таа мисла. Што мислите, дали имаат мисли за поседнување по својот живот? Да. Колку од вас го мисли тоа? Дека тоа е реално, тоа го се случува? Океј, немаме ни 20% од рацете. Морам да ви кажам дека еден од најчестите случаи кога било кој не само млад човек размислува и посегнува по својот живот е токму небезбедноста во сајбер просторот, кога се почувствуваме како жртва во сајбер просторот. Зошто? Како тоа што го кажа, заради тоа што го кажа, не сме безбедни во ниту еден момент од денот. Не сме безбедни во ниту една просторија на оваа планета. 24/7 сме ние тотално загрозени. И тогаш цело време пратиме што се случува на социјалните мрежи и само провериме колку нови коментари има негативни за нас, колку нови лајкови. И навистина во Македонија имаме не еден, не два случаи кога деца се посегнуваат по својот живот. На годишно ниво, ако ја слушнаме статистиката, колку децата заглавиле, откако се само повредиле, тоа е фрапантна бројка. Фрапантна бројка. Работејќи со деца во ризик, сите деца по различни основи згрижени во установите на Македонија, лично со моите колеги повеќе пати сме носиле деца да се спаси животот. Најчесто ради врсничко насилство и особено сајбер насилство. Многу ме интересира што вие правите кога ќе видите некаков вид на насилство, загрозеност, жртва на сајбер простор. Треба да одберете дали ќе скролате и ќе ги жалите тие што се уловени на жртва, дали ќе ги осудувате во себе, а најчесто ги осудуваме во себе, веле како бој, многу е груб, и ова што му пишува, нема смисла, греота и така натаму. Ако сте во таа улога, вие сте на правото место денес. Една од нашите цели е токму тоа, да потикнеме проактивност кај секој од нас, да знаеме дека секој од нас има моќ, артилерија со која може да влие за безбедноста на сајбер просторот. Но не само тогаш кога сме ние засегнати. Зошто? Најчесто, ако сме ние жртва, не можеме лесно сами да излеземе од тој вртол. И затоа сме уголовена жртва. Многу често ги обвинуваат жртвите, зашто што дозволува вика така да му пишуваат. А зашто дозволува така да му се обраќаат? Затоа што жртва. Зашто чувствува немоќно, затоа што мисли дека не може поинаку. Тогаш, како што претходно кажа едно од вас момчињата, тогаш се многу важни тие соучениците, врсниците, оние пасивните сведоци кои што гледаат, а се и тоа како голема маса. Замислете колку луѓе може да видат еден ваков пост на Инстаграм или на било која мрежа. Во секој момент тоа може да видат илјадници. И во булингот, во училиштата или било каде, во било кој простор, има еден процент кој што вели, оние кои што го прават врсничкото насилство, секогаш се не повеќе од 5%, а некаде и многу помалку. Замислите што прават 95% во еден клас или во едно друштво. Заради 95% пасивни нагледувачи, булингот или било какво насилство обстојува. А зошто луѓето го прават ова? Што мислите? На насилство, злоупотреба. Која е потребата да го направат тоа? Семе дони се бањ јазикот татунас. Слободно на албански? Слободно на албански повели? Се чувствуваат подобро. Да? Има чувство на сила.
Аха, чувство на сила, моќ. Голем дел од луѓето што вршат булинг или насилство обично имаат комплекси со самите себе и единствениот начин на кој што се чувствуваат подобро е тие комплекси да ги изразуваат без другите луѓе. Повели? Се хранат самите себе, тоа што гледаат како се мачи. Имаат сигурно, секако, дека некакви проблеми во однос на нивното однесување, нивните чувства, нивното минато. Може да имаат несигурност, многу често имаат несигурност, недоволно внимание дома, надвор. Како и да е. Они да, повелете? Може би самите биле во одредена ситуација жртви, а се реферуваат на силници за тоа што го пренесуваат преку омаловажување, подсмевање, смевање, Апсолутно. лажни вести, заклучки. Да биле жртва во било кој дел од минатото, дали е семејно насилство, дали врсничко, и тоа може да биде исто така тригер, повели? Едно време на интернет кога некој му прави штета и дека не знаеш кој е, така е. И ти го правиш тоа на некој, ама тој не знае кој си ти. Ова што го кажеш е многу важно. Многу од оние кои што немаат слобода да се изразат добро, како што вие го напишете претходно, слободно изразување, немаат асертивност. А што е асертивност? Да си го кажеш она што го мислиш во секое време, да се грижиш за себе, за својата благосостојба, да не ти е срам, страв, да си кажеш што мислиш, што ти пречи, што ти фали. Во недостаток на таква асертивност, многумина си го кажува своето мислење преку интернет, преку тастатура, кога немаат ај контакт со другата страна. И тога се чувствуваат заштитено, помоќно, и што ако е лажен профил, уште полесно, побезбедно. Дефинитивно е така. Тастатурата прави лажна сигурност и безбедност. Но уште една причина зашто да го прават. Тие што го прават ова сакаат да бидат центар на внимание. Тоа е нивната представа, они се соло играчи. Или сакаат да ја почувствуваат контролата на цела маса, сакаат да бидат видени и слушнати, тогаш нивното его се храни, нивната самодоверба, изчувствуваат како на сцена, која сега, и уживаат во тоа што го прават. Е сега. Не видов? Каде? Увери се, извинувам, благодарам. Да, може и тоа. Многу често, дури ние возрастните, кога ни е многу досадно, знаеме да не бидеме многу конструктивни и знаеме да влеземе во, да преминеме таа линија на деструктивност од досада. Може да и тоа причина. Дефинитивно. Многу ми е важно ова. Пасивните сведоци, заради нивната пасивност, не го поставаат во центар на внимание. Колку повеќе пасивни сведоци има, толку е поголема неговата моќ и влијание. Замислете, 95% наспроти 5%. Повеќе? Тоа се следната ме прашање. Сакам да прашам, зошто молчите? Зошто вие молчите? Затоа што вие докажате дека молчите. Затоа што имаше само 7 до 8 раце кренати за оние кои што реагираат во сајбер просторот. Да, најчесто се плашат да не бидат они жртвата. Затоа што ако ти искоментираш во некои од тие комуникации во сајбер просторот, веднаш можеш да добиеш лавина коментари врз тебе. И тогаш жртвата да ја позаборават, а ти да го замениш нејзиното и неговото место. Тоа е најголемата причина, најчестата. Другата причина е, нека се бори он или она, што ги им каже, не сум му мајка или татко, не е мој проблемот, нејзин е проблемот. А од друга страна, многу од нашите родители ги учат децата, кај што има проблем, не се мешај, та не се на страна. Не си ти тој кој што треба да изгледаш полицаец, си има полиција. Арнома, ние ги учиме децата да бидат проактивни, дека се мешаш, ама мора да научиш вештини како да се мешаш конструктивно. Едно прашање. Колку од вас слушнале за казна од родител, забрана за користење на социјални мрежи 15 дена? Нека дигне рак.
доставац, има една 15 раца. Тоа успешно се спроведува и родителите лесно може да ти го земат мобилниот телефон, да ти забранат 15 дена интернет. Дали може? Ева, уште едно прашање. Може да ти забране да ти го земат телефонот? Дали тоа значи дека 15 дена ти нема да видиш социјална мрежа? Ти одиш кај другарчето, ќе се логираш кај него, незе. Види, пак во таа игра. Тоа значи дека е невозможно родител да ти забрани дури ни 15 дена да видиш дел од интернет комуникација. Сега, дали вие знаете некоја алатка со која вие може да забраните 15 дена присуство на интернет на некој ваш врсник или било кој? Како? Што тоа значи, извини? Аха. Супер, фала ти. Дали се согласувате дека ова е едно од можните решенија, е добро решение со кревање рака за прифаќање? Извини, ама предлогот не го прифатија, го прифатија само 4 до 5. Ако ја прашам зошто, што ќе кажете? Ако грешам, кажете. Право на приватност. Мајка ми, татко ми ги гледа, јас со кого комуницирам? Повели? Телефоните на родителите е дека имаат апликација која може само целосно да ти го заклучи телефонот. Аха. А ако ја отворам нов профил, па на компјутерот, па кај другарка ми повели? Аха. Океј. Ја имав еден пријател кој што е на моја возраст, со него сум растел, и ви кажам еден пример. Интелектуалец, успешен во својата професија, ама поради причини станал деструктивен во комуникација и почна да шири говор на омраза на различни начини. Едновремено го снема од Facebook и после 15 дена се јавува вика: еве ме пак некој ми го хакирал профилот. Што се случило? Што мислите? Го зема родителите. Татко му е на 82 години и гаран му го зел телефон. А може и мајка му ти построга беше. Нити му го земал некој телефонот, нити му забранил, туку го снема пак 15 дена после некој ден. И он пак се јавува вика: пак ми го хакирале профилот, вика: еве сум пак. Сака да биде центар на аудитација. Друго сакал, он се сакал да се вентилира позади тастатура, кај што е безвреден, никој ништо не му може да каже што сака. Тој не бил хакиран, тој бил баниран. Како може да банираш профил? Дали знаем? Ај некој нека ни каже што добро го познава ова. Како може некој да те казни 15 дена без социјална мрежа? Слободно. Повели. Не се срамите, слободно кажете се. Повели. Ако повеќе луѓето репортираат, тогаш ќе го планират. Замислете какво оружје имате во раце, а не сте ни свесни. Значи, повели? Ако пишуваш нешто деструктивно, ама ова што го кажа, ако те пријават повеќе тогаш, повели? Да? Може, тоа многу ретко се случува, сложено е, но ова е многу едноставно. Што го зборувате сега. Повели?
Тоа е многу сложено и многу ретко се случува, не знам дали се случило, али дај Боже да може и така. Проблемот тука е дека за секој коментар што ќе се тврди на тоа, треба доволно луѓе да го репортираат тој коментар за да се достигне до целта, за да се стопре тој коментар. Да те препозна алгоритмот и треба поголема критична маса. А ние спомнах приеска, 90% се пасивни наблюдувачи и потенцијални жртви на било кој булинг, врсничко насилство, каде и да сме, и на сага просторот и во било кој простор. 95%. Тоа значи дека не мора 95% да го пријават, да репортираат. Тоа може многу помалку, може 10% од тие. Значи само толку проактивни луѓе не треба. На добро сова. Со самото тоа што ќе се повреда само 5% им дава само доверба на другите 90% да се не доведат. Тоа е тоа. Кога ќе видите дека тој систем функционира, кога ќе видите дека оние кои што се охрабриле и се конфронтирале со оние опасните, тогаш тоа им влијава само доверба на другите, храброст, и тогаш се вика, можело, следниот пат сум ја тој кој што ќе репортира. На тој начин се прави критична маса, се создаваат нехрабри деца и возрастни. За храбар треба да си во елементарна непогода. Не, тогаш се создаваат асертивни деца. Асертивни кои што во било кој момент ќе си кажеш што мислат, на кого како, а ќе внимаваат како. Оти асертивен не значи агресивен. Не значи да врегаш, да псуеш, да покажуваш моќ заради тоа што си во право. Тоа е агресивен. Асертивен е кога си конструктивен и кога најмногу ти се вреѓа, ти се вика, ти се кара. На конструктивен начин да си го каеш своето мислење. А по конструктивен начин од овој, за мене, на интернет простор не постои. Тогаш не би ни дошле до професионалците кои што ги поканивме тука да се занимаваат со сајбер криминал. Затоа што сами би ги решавале тие проблеми. Како што сами би ги решавале во училница, така и во сајбер просторот. Сега, што се случува кај оние кои што го прават тој вид на насилство или злоупотреба? Пробајте го, јас топло ви го препорачувам. Видено е. Кога повеќето од вас пред да го блокираат, се спротивстават на конструктивен начин, кога ќе направат баланс на таа комуникација на тој пост, тие се повлекуваат. Сум бил сведок кога се ги бришат своите постови и своите коментари. Се срамат од тоа што го направиле. Зошто? Бидејќи натежнале оние другите, проактивните, честните, солидарните, тогаш се повлекуваат. А зошто? Затоа што се губи нивната публика. Они не се навикнати да бидат центар на внимание на активна публика. Што нема активна публика, нема булинг и нема загрозување во било кој простор преку сајберот. Се повлекуваат. Пробајте го тоа. Имало ситуација кога сме реагирале, јас и моите колеги во мрежени кои што работиме долго време на оваа тема, влегуваме во еден пост. Бомбардираме со конструктивни комуникации, со аргументи, со факти, со докази, се бришат сите. Да после да се префрлуваат под шапка и тие ако биле пријатели, си леле, знаеш, а не знаеш, ова извини, го избришав коментар, те само лајкнат мене и прочитав што напишав. Значи има можност за влијание, за промена на ситуацијата. Само треба да знаеш дека можеш. Вие имате алатка која што нема никој еден родител на планетата. Да го казниш тој кој што прави било како вид на загрозување на некого, 15 дена интернет. 15 дена ти ќе го казниш. Ти и твоите другари и другарки. Ако пак продолжи, уште 15 дена ќе му даеш казна. Која моќ ќе имате вие? А забравя да кажам, мојот пријател кој што 2 пати беше блокиран, сега да го видите на Facebook, мислите дека го пратиле на Академија за комуникацијски вештини. Секој збор му е одмерен, со максимално почитување, со страх, за да не остане пак без, зашто следниот пат може ќе остане скроз без профилот. Пак е треба нов да си отвори, од почеток да ги собере сите френдови, што е многу важно. За да има пред кого да држи предавање. Сега, таа алатка не може да заборави. Што слушам ја, работејќи низ цела Македонија во основни и средни училишта? Многу ме интересира каква е ситуацијата кај вас. Збориме за безбедност на сајбер просторот, збориме за детските права, мама, тато, мене, профилот, не знам, пасворд им да. Колку од вас го дале пасвордот на мама и тато?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Супер! Тоа значи добро тато, мама, одлично, немаше да изгубиме, отворена комуникација. А другите, зошто не ги го даде? Право на приватност. Мое право. Окей, ама следното прашање ми е многу интересно. Дали сте слушнале некои ваши врсници да го дадат пасвордот на својот профил или на телефон на некој? Другарка, момче, девојче. Да? Само четворица се слушнале? Аха. Добро се креваат една по една рака повеќе. Мојата констатација во моето долгогодишно искуство и села Македонија зборува дека масовно се третира како сосема нормално твоите другарки и другари да го имаат пасвордот и на телефонот и на социјалните мрежи. Па кога дојдете, оние што дошле до тие води на момчиња, девојчиња, врска, не можеш да влезеш без да си размените социјалните мрежи и пасвордите. Немаш шанси. И го ти прашаш зошто? Па граѓе е доверба. Граѓе е доверба со натикот дај ми го на пасвордот. Тоа е сосема нормално. Јас ќе потпишам со две раце дека овде во салата има многумина од нас, не се овоите кои сте, едни, кои што си ги дале своите пасворди на телефоните и на социјалните мрежи на другари и другари. Улица ќе не препозна. Гарантирам. Што тоа значи? Кога ќе го даеш пасвордот, пази, не го дам на мама и тато, тоа е моја приватност, право за приватност, а на другари и другари ќе го дам. А дечко, девојка, нормално. Телефон. Е сега. И кога е под притисок, може да е под притисок, кој е нашиот избор? Кој е нашиот избор? Некој ме присилува да му давам пасворд. Добро. Ако јас се чувствувам немоќен, наспротив неговата или нивната моќ, ја одмah им го давам пасвордот. Да си го се случувам шива глава. Ама следните 5 минути е прашање што јас ќе правам. Следните 5 минути се мои. Со кого комуницираме кога имаме било каков вид на ризик во првите 5 минути? Со кого? Кој мисли најдобро во животот? Другарка му другарка. Молам? Родителите. Колку имаме поотворена комуникација со родителите, толку сме побезбедни. Во било кој простор во сајбер просторот. Ниеден друг не ни мисли подобро од нив. Само што ми е заапорно со тиме тоа на ме принуди да се пресигурувам. Јовето на интернет мора да наследате тие. Замислете, еден ден ќе се скарам со другарка, со другари. Во вашата возраст, кога сме подчувствителни, емотивно не многу зрели, па избувливи, и што може да се случи? Ти мене така, сега ќе видиш ја. Ќе ти ги извадам сите тајни, сите слики, сите видеа, и ќе додадам нешто, па сите дека знаат. И тогаш од едно убаво другарство, безбедност, влегуваме во сајбер просторот, каде што некој се чувствува загрозен и ги има тие мисли и тие чувства кои што веќе ги наброили. Има едно прашање зошто, устари мора да го поставам ваш прашање. Да видам што вие размислувате на оваа тема. Момчињата и девојчињата, кога ќе влезат во врска, немаат исти права. Кој смета дека е да, нека да да. Фактичка состојба, не што мислите? Дека момчињата имаат различни права кога се одврскат за девојчињата. Што мислите? Имаат еднакви или не? Кој мисли дека имаат еднакви, нека дигне рака. Кој мисли дека треба да имаат еднакви права? Океј, ново прашање, најчесто што одговараат. Не може да имате еднакви права. Мачко и девојче во релација не може да имате еднакви права. Замислете, ова е жива вистина што ќе ви го кажам.
Уште малце ти привршувам со оваа тема, влегуваме во едно друго видео. Знаете ли што викаат машките на оваа тема? Вика машките, момчињата кои инаку ги гледаат девојчињата и момче со девојче никогаш не може да гледаат. Викам добро и па затоа девојчињата треба да бидат малку ограничени во однос на со кого се дружат, со кого пијат кафиња, како се облекуваат. Замислете како парадокс. Па ако сме проблем ние момчињата, тоаш нас требава да изградат правата, а не на девојчињата. И тогаш ги соочуваме со тоа огледало што кажа. И кажа нешто што апсолутно не држи вода. А пазете го се. Ако случајно еден ден момчето, а многу често е тоа обострана ситуација, едниот потекнува по градење на доверба и вика, дај го паспортот, кој паспортот. Па реципроцитет, добро да ми лути мод. Првиот момент кој ќе си го дајете паспортот, сте си клупнале во лице, сте си го згазиле собственото достоинство. Затоа што никогаш немој да го даваш она што е во телефонот, од фотографии, интимни работи, што не сакаш да го види цел свет. Еден ден од X причини може да го украдат телефонот, да го загубиш телефонот, може да скараш со другарки, момчето или девојчето и сите тие тајни да излезат на цела планета на сајбер простор. Тогаш не можеш да ги вратиш назад. Тие се таму до цела планета и не се само твојата интима станува јавна. Затоа прстот на чело, кога ќе помислите дали да дајете паспорт некому или не. Ако јас се вратам во вашето време и да замислам дека можеби потенцијална моја девојка би го барала паспорт, прво би се изнасмеал и мислам дека е многу хумористично. Во вториот момент би си викам, вау, ќе си одиш 47 ја. Толку. Не градете доверба со споделување на паспорт. Сега, може ли да видиме што размислуваат вашите врсници на оваа тема, во однос на безбедноста на сајбер простор? Кратко видео само. Nekoliko časodnevno, nezavisno od vrska, kako работа, учење за работа. Он представува лежадите спорт интернет има се зариш тредеме каталонитет. Професор Калјоир катедри на Песофради. Јас дневно поминувам околу 6 до 7 часа на интернет. 5 до 6 часа. 5 до 6 часа дневно. Јас не гледам прилика да чуам. Јас повеќе време од денот го поминувам бегајќи на интернет, зависно од колку сум слободна, на минимум 5 часа. На интернет, чаш На интернет поминувам околу 2 до 3 часа. Околу 2 до 3 часа на интернет. Од 4 до 6 часа. Јас во еден ден на интернет поминувам прилика од 10 часа. Јас поминувам околу 2 до 3 часа на интернет. Околу 2 до 3 часа. Прилика поминувам минимум 3 до 4 сати дневно на интернет. Кога јас идам на интернет, кога јас видам интернет, каде што можам да тестирам своји слики и видеа, без да се чувствам дискриминирано или загрозна. Per mă asigura internet, când voi întâlnea în mea personală, să fie în dosta internet. Și ca să vă mă че да може би е пре вътрешно на интернет, че сега дојат ја на аутентичен број грам да бъде За мене безбеден интернет
место каде што можеме слободно да се изразуваме без никаков стрес од сајбер напад. Безбеден интернет е да обменуваме страниците на најбеде го се Осигурява интернетот, многофункционално формула, подобрение на интернетот, по-посебно генерира приказ и текуща част на информационната линија, на персонален памтир, да не притеснеме графите што години интернета. За мене сметам дека безбеден интернет е место каде што моите податоци се заштитени, средина каде што приватно се зачитува и простор без сајбер насилство и вознемирување. Прво осигурява интернетот, доктор че како до рече социјален интернетот, кај не штицува се текучка част од информационната линија персонален. Безбеден интернет за мене представува користење на интернетот без ризик од тоа да имаш твоите лични податоци украдени или пак да има некој начин за злоупотреба на тоа што се направи. Сигурен интернетот промоа куптан брокјајте да нове персонале, руаќа е приватсис, шмаген резижеве демонстрираме онлайн, вирусот ако сме од кибернетике, као што не да се дуат да тргуваме да имаме шута потенцијален чат кој се валем на интернет. За мене безбеден интернет значи простор каде што корисниците можат слободно да комуницираат без страх за кражба на нивните лични податоци или пак без страх за некој вид на насилство на интернет. Безбеден интернет според мене е место каде личните податоци се безбедни од злоупотреба. За мене безбеден интернет е да прашуваме некого пред да се делиме фотографии или видео од тој човек, да пробаме да спречиме некои невистинити објави и пораки, да не прифатиме секого за пријател и да не споделуваме некои содржини кои што може да повредат некого или да засрамат. За мене безбеден интернет е место каде што ја можам да ги складирам моите лични податоци и да се осеќам безбеден дека никој нема да ми ги украде и злоупотреби. Безбеден интернет е интернет каде што има ограничувања, каде што има надзор, каде што има забрана за користење на одредени места за лица под 18 години, каде што родител треба да прати согласност дека може да се функционира на интернетот за некој малолетник. За мене е кога нема хакери и кога нема да се за мене безбеден интернет е кога нема агенција, што ќе ги проверува местите што има на интернет. Сигурен интернет е тоа што добротон чат пресови на интернет, што се продолжен шоу, верира што ќе продолжен да ти промажат меѓу че многу, се може да ќе продолжи. Интернет простор каде што личните податоци се заштитени, а корисниците чувствуваат се дека се. За мене безбеден интернет е неможност за вируси и линкови кои водат кон сајтови каде има предатори, педофили, трговија со луѓе и така натаму. Според мене, прво државата треба да донесе некои закони за заштита на секои оние податоци, особено лични. Од моје искуство можам да кажам дека сум користел VPN за заштита на моите податоци, што е мрежа што поврзува на друга за да не ти ги прави податоците ефикасни. Не споделуваме приватни информации на некој непознат и друго, да пријавиме за употребување
Сигурирајќи социјални како мислеја други подобни антивируси, рецептори и укрепуваат што цвија очите мост вие пријете во тима да моства имеле ако мислазите мрушме костилетјан да персоналција дешавањето можна да кадири нешта на така персоналите активни. Моје мислење е дека само треба да ја развиеме повеќе свеста на другите колку не е безбеден самиот интернет, да разговараме повеќе на оваа тема и едноставно родителите редовно да ги проверуваат телефоните на нивните малолетни деца, заради тоа што се се уште недоволно возрастни за да користат безбедно интернет. Permission sigurist rete sociale, unde se văd că permisioane în stare de chimie de sigurin rete sociale se demonstră generată în Madrida. Și am știut mașini pe rete sociale ce nu sunt časy în Bulgaria o teme, дихава се верификира. Би им препорачал на сите, највеќе на младите и постарите генерации, да одат почесто на организации за заштита од интернет, обуки, заедници и слично. Atât de fel ce avem nevoie să vorbim permisile sigurisme rete sociale, totuși că urmează anumite să ne vedem teorie este populizație, percepțiile strategice, dar că urmează campania de comunicație, și să educăm digital de mediatic na tam programa što govore kako treja, kako se pobjeda kampanja de Vedem da se ne javni posveč na permisime in mediateka pozitivne digital. Sigurno kot generata vedra se doseča tega, kje se moj preko razumno kibernetike, ekran musično pasuje na sigurni. Јас би ги советувал сите интернет корисници да разумно ги анализираат и критикуваат информациите кои јавно се споделуваат на интернет. За да пренесуваш сигурен линк да се се на интернетот, оно да се дуате подобен чекариме тоџата, вето форта, та имате кодешен што може хапем линке та душинта, та кријам верификина на духапа, та имате кодешен што може шпендан информацијата привата, осета лична, ме персоната па неопор, да имате кодешен со некој фласем за телефон кој се кана на интернет. Мислам дека секој админ на било која мрежа треба да ги укине сите насилни видеа, сите постери и закани кои што се објавени од страна на малолетните лица, исто така како онлайн булинг, кој што е многу чест во ова време. Сметам пермисивно им водите да ме кампања, проекте, джичка че ЛПЗ, домотам кине кеч предоринове, че дојде домотам на перзици. Permisioane de găsime de rechinge populată, sme promovine izolăționizme prozorție na internet, după što на верификираните пачове за фактура. Според мен единствен начин за безбеден интернет е едукација на луѓето како можат самите да се заштитат. Забрани од деца по 12 години да користат некои социјални мрежи без дозвола на родители. За да подобрам безбедноста на интернетот, не би споделувала свои лични податоци, би користела силна влезенка и не би споделувала својата влезенка со други луѓе. Ние, децата, може да помогнеме во создавањето на побезбеден и подобар интернет со тоа што ќе бидеме покултурни и поучни во комуникациите, да застанеме на одбрана на жртвите на булингот и доколку најдеме некои несоодветни содржини на интернетот, да ги пријавиме. Безбедноста на интернетот, така што доколку има некој навредување булинг или нешто слично, се пријавиме на некој што би можел тоа да го следи или да поправи во булингот. Подобрила би се безбедноста на интернетот со тоа што би разговарала со своите пријатели и би им кажала каде постираат, да бидат предпазливи што постираат. Со користење на уникатни лозинки, со активирање на дополнителен слој, со ажурирање на нашите апликации, внимавање на кои линкови ги пишуваме нашите лични податоци и каде ги објавуваме јавно нашите лични податоци.
Нашите профили на кои уреди се најавени и нашата Wi-Fi оценка да биде уникатна. За да подобрам безбедноста на интернет, и аз би користил виртуални приватни мрежи, би внимавал со кого комуницирам онлайн и би внимавал колку и кои информации ги споделувам на интернет. За подобрување на безбедноста би препорачал користење на двофакторна автентикација и ажурирање на безбедносните постапки. Видно како размислуваат младите, вашите соучени врсници. Може би се збогатите со дополнителни информации. Ја спомена државата како одговорен фактор. Си кажа по колку сати се на ден на социјалните мрежи, нема да ве прашам вас, ама тука што вика најмалку 2, а до 6 часови. А и 10. И до 10 часови. Тоа значи дека само тогаш кога спие не е на интернет. Арно многу често кога ќе ги прашате, кога ќе ги видите вашите родители, нас родителите, не сме помалку на интернет многу често. Така да и тоа може би го имат научено од нас. Супер е тоа кога се користи интернетот за собирање информации, едукација, за раст и развој за себе лично. Да гледаме колку повеќе од тоа време користиме за корисно, наместо ќе добиеме некако бенефит, наместо скролање, непотребно игрици и така натаму, би било многу добро. Да не случајно сака уште некој да додаде нешто да ја заклучиме оваа дискусија, оваа тема. Може би некој од институциите кои што работат на оваа поле би сакал да ни каже нешто. Оставам простор. Победете. Да, јас благодарам за поканата да учествувам на овој настан. Мило ми е што има ваков број на млади лица кои што видов дека реално го идентификуваат интернет просторот за каните кои ги следи. Би сакала да кажам дека јас сум представник на Министерството за внатрешни работи, сектор за компјутерски криминал. Значи, освен репресивно, ние работиме и превентивно. Сакам да споменам кампањата во која што учествувавме ние во соработка со Европол, односно кампањата се вика Say No, кажи не. Младите, доколку се заинтересирани, можат на Facebook страната на Министерството да ја најдат. Има едукативен клип кој трае околу 10 минути, каде што се идентификуваат сите проблеми, има 3 реални сценарија, значи со кои проблеми може да се сретнат младите, на кој начин може да се заштитат и дека доколку се деси некој криминален акт, како што е, например, споделување на интимни фотографии и слично, дека да знаат дека не се сами, дека има некој што може да се погрижи за тоа и на кој начин треба да обезбедат докази, да комуницираат со родителите, со наставник или слично со цел од наша страна да се искочи во пресуд. Благодарам, многу супер информација. Топло препорачувам веднаш да отворите страната и од тие од 2 до 10 часа на интернет да издвоите 10 минути за ова видео. Затоа што ова видео не може, со сигурност да ви зголеми вашата безбедност, ама не само вашата. Оти ако сте солидарни, проактивни и безбедноста на вашите кои се околу вас. Тоа ви давам како домашна задача во следниот 1 час да го видите сите видеото. Океј. Добар ден, јас сум представник од Канцеларијата на Народен правобраник, одвисна Душевска Петрушевска, советник од одделот за заштита на права на децата и лицето попречено. Би сакала најпрво да се заблагодарам за можноста што ми ја кажавте да учествуваме на овој ваш настан и цениме како институција дека доста актуелна темата на денешниот настан. Како да ги заштитиме децата од информации споделени на социјалните мрежи? Како да ги подучиме да не објавуваат секакви информации на интернет? И сакала да нагласам дека секое споделување на информации, коментари, објави на интернет создава дигитален запис што никогаш е невозможно да се избрише. Со дигиталната технологија, децата денеска, како никогаш досега, се соочуваат со ризици по својата приватност, идентитет, углед и безбедност. Ние како родители треба да ги оспособиме самостојно и одговорно да
го користат интернет. Да не се заборави и родителските контроли се многу важни за заштита на правата на приватноста на нашите деца, за нивната безбедност на интернет, но важно е и тие да научат како одговорно и независно да го користат интернет. Благодарам. Моја препорака, никогаш повеќе, кога ќе излезе од оваа просторија, да не бидете пасивни сведоци. Секогаш да знаете дека имате што да направите, имате многу можности, најлошата е да молчите и да се изборувате сами на себе, на тој начин да изборувате за тоа што сте го виделе да слушнате. Видовме дека голема можност имаме кај тие што сме пасивни сведоци да направиме сосема безбедна средина, па дури во сајбер просторот. Засугате ги ракавите, бидете будни постојано. Не чекајте вас да ве снајде некоја неволја, па да чекате други да ви помогнат. Значи, од овдека, како домашна задача, никогаш повеќе да не молчите, разговарајте. Кога е проблем, родителите се секогаш тука, но институциите, вие барем сте многу повични од нас со новата технологија. Секогаш може да изгуглате да видите која институција што точно работи. На кој начин може да ги искористите како ресурс. Зборувајте со вашите стручни служби, класни раководители, а професионалци, колеги, ја исто така би ја поттикнал за повеќе разговори на други теми, освен она што ни е програма во образование. Ама понекогаш има време и 5 минути да се сподели по нешто, нека информација, за да овие теми не бидат табу. Ви благодарам многу за вниманието. Прва деска е пашла да мигеше, хвала ви до вебата, право ќе ги...